Ракометарите на Вардар загубија со 24-22 на гостувањето против Фленсбург во првиот четвртфинални надпревар од Лигата на шампионите. На стартот Вардар губеше со 3 гола разлика 5-2 и 8-5, но потоа на сцена стапи голманот Петар Ангелов кој блескаше на голот на Вардар. Вардар прво изедначи на 8-8, а во 28-та минута со поголокот на Брумен за прв пат и победе со 13-12. Во последните секунди од првиот дел Карачич погоди за преднос од 14-13 на полувремето. Одличната игра на македонскиот шампион продолжи на почетокот на вториот дел, кога благодарение на Карачич имавме и 2 гола предност 14-16. Фленсбург ги консолидираше своите редови и со серија од 4-0 направи пресврт. На 10 минути пред крајот домакините повторно ги вратија највисоките +3, 23-20. Могесен во 53-та минута погоди за 4 гола разлика, а црвено-црните цели 10 минути не постигнаа гол. Црната серија ја прекина Дебиров од пенал во 55-та минута. На крајот резултатот гласеше 24-22 за Фленсбург. Карачич беше прв стрелец на мечот со 9 гола, Брумен даде 4, а Дебиров постигна 3 гола. Ангелов мечот го заврши со 18 одбрани. Ремашот е в сабота на 26 април во спортскиот центар Борис Трековски. Германците ги очекува пеколна атмосфера, а вардарци ќе се обидат да ги надополнат овие 2 гола негатива и да се пласираат на Final Four турнирот во Келн за прв пат во историјата на клубот и македонскиот клупски ракомет. Вториот наш представник во Лигата на шампионите Металург загуби убедливо во првиот надпревар на домашен терен од гигантот Кил со 31-21. Лигата на шампионите продолжува денески и утре со првите полуфинални средби, тоа во Мадрид. Вечерва Атлетико Мадрид го пречекуваат Челси на Висенте Калдерон, додека утре Реал Мадрид на Сантиаго Бернабе е домаќин на актуелниот европски шампион Бајерн Минхен. Атлетико и Челси ги поврзуваат неколку работи, имаат најдобри одбрани во своите национални првенства каде сериозно конкурираат за освојување на титулите. Фернандо Торес кој игра за Челси, фудбалското име го стекна во дресот на Атлетико Мадрид, додека голманот Тибо Кортуа е играч на Челси кој е отстапен во Атлетико. Тренерите Диего Симеоне и Жозе Мориньо негуваат сличен стил на игра, стил кој бара многу трчање и исполнување на тактички задачи. Жозе Мориньо вечерва ќе стане првиот тренер кој 8 пати играл во полуфиналето во Лигата на шампионите. Португалецот меѓу најдобрите 4 екипи успеал да стигне со Порто, Челси, Интер и Реал Мадрид. За Мориньо ова ќе биде петото последовно учество во полуфиналето, трето со тимот на Челси. Атлетико Мадрид и Челси низ историјата одиграле 3 надпревари во Лигата на шампионите. Челси има победа од 4-0 и нерешен резултат 2-2, додека Атлетико во Суперкупот на Европа победил со 4-1. Вечерва очекува одлична фудбалска пресметка. Дейвид Мојс повеќе не е менаџер на Манчестер Юнајтед, а на преостанатите 3 надпревари црвените ѓаволи ќе ги предводи Рајан Гикс. По утринскиот состанок со директорот Ед Вудфорд, Мојс повеќе не е менаџер на црвените ѓаволи. По краткиот разговор му е соопштено дека е сменет. Шотландјанецот се заблагодарил на вработените во тренинг центарот Карингтон и си ги собрал своите работи. Дейвид Мојс пред 11 месеци на клупата на Юнајтед го наследи легендарниот сонародник Алекс Фергусон, но не успеа да ја одговори на предизвикот. Манчестер Юнајтед ја игра една од најлошите сезони во поновата историја на клубот. Во раната фаза на надпреварите испадна од ЕФА купот и Лига купот, во првенството се наоѓа на 7-то место, а во Лигата на шампионите стигна до четвртфиналето. Две средби од првото коло од NBA плейофот се одиграа синоќа во NBA лигата. На западот Мемфис изравни против Оклахома Сити на 1-1 во победи со готинската победа од 111-105 по едно продолжение. Гостите имаа 5 разлика во финалните 19 секунди од регуларниот дел, но Оклахома се врати, но немаше сили во продолжението за целосен пресврт. Зек Рендолф даде 25 поени, Майк Конли 19 поени, 12 асистенции кај Мемфис. Кај Оклахома Кевин Дурет даде 36 поени и 11 скока, а Расел Весбрук забележа 29 поени. LA Клиперси во вториот надпревар против Голден Стейт забележа голема победа од 40 поени разлика, 138-98 за изравнување исто така на 1-1 во плейоф серијата. Грифин постигна 35 поени, а Крис Пол имаше 12 поени и 10 скока. За Клиперси 138 поени се најмногу во плейофот за клубот. Стивен Кари беше прв стрелец на Warriors со 24 коша. За вечерва предвидени се 3 средби и тоа на истокот, каде вторите надпревари од плейоф сериите ќе ги играат Индиана Атланта, Чикаго Вашингтон и Торонто Бруклин.